По драмата од пред 3 дена, кога извршители и полиција насила од куќата го иселија Ристе Бањоглав со семејството поради лихварски долгови, од вчера драмата има нова насока. Имено Бањоглав со семејството повторно е во куќата со можност да даде приговор на решението за присилно иселување. Во понеделник треба да се поднесе приговор до судот колку дена и како да останеме во својот дом. Но меѓутоа, доверителот, знаеме кој е доверителот и со каков човек имаме работа. Доколку има здравствени проблеми, доколку има секакви проблеми, ние можеме да му помогнеме. Покрај милионот што му го дадовме, покрај што ни го зема и комбето и милионот и на извршителката трошоци, ние можеме да му дадеме и уште пари. Јас, како Ристе Бањоглав, имам пријатели кои што ќе ми помогнат да ни се откачи од животот. Затоа што не е фер, не е коректно и не е христијански, не е човечки тоа што го прави доверителот. Ние, по извор на извршителката, му должиме само 100.000 денара. Најнова информација е тоа. Несто, ние 200.000 денара ќе пуштиме на име на извршителката да го подмири доверителот. Борбата останува до крај додека својот имот не го добијам на наше име пак. Дали Бањоглав ќе има среќа повторно да биде собственик на својот имот е неизвестно, но тој тврди. Јас туѓо не сакам. Јас си го барам моето. Она што сум го печалил од мали нозе, сам, со мака, со труд. Моето си го барам да ми се врати и да останам тука. Не барам нешто што треба да ми се даде на мене или некој да ме сожалува мене. Јас го барам она што е мое и правдината да излезе на виделина. Ниту стварите, ниту стадото, ниту објектите не се на негово име, туку земјиштето. Он сака да го исчисти земјиштето или да не уценува или да го продаде на некој кој што ќе му даде поголема сума на пари. Но меѓутоа, апелирам до идните купци кои што ќе окупат од овој лихвар, кои што ги нуди да окупат, дека ова се ќе гори, ова со честно заработено се, со честно се објектите заработени, дека нема да го давам на никој. Нема причина некој да го купи затоа што е наше и не можеме да го дадеме на никој. Без разлика како ќе биде крајот на оваа приказка. Тогаш Бањоглав од сопругот на своја братучетка позаемил 10.000 евра. Како гаранција, кај нотар ги ставил куќата и земјиштето под и околу неа. Ова подоцна се испоставило дека е кобна грешка, бидејќи во меѓувреме тој на лихварот му дал 5.000 евра, а подоцна преку извршител му исплатил уште нови 10.000 евра. Во меѓувреме семејството на Бањоглав поминало низ тешки трауми, бидејќи имотот од извршител самите на лицитација си го откупувале дури 16 пати. Сепак на последната лицитација, бидејќи не биле известени, Бањоглави не се јавиле, пошто имотот автоматски останал на лихварот, пошто тој побарал нивно итно иселување. Сега драмата на Бањоглав ќе продолжи повторно, бидејќи веројатно ќе има нова лицитација. Следејќи го случајот, многу граѓани, меѓу кои познати авторитети, понудија помош Бањоглав конечно да излезе од правно-финансискиот лавиринт.